Значи, обвинителството и одбраната дадоа согласно сите докази да се изведат наново, ама со читање, не со негово изведување, затоа што сепак судскиот совет ги виде доказите. Еден од членовите, судија Поротник, ќе биде запознаен според ветувањето на председателот на советот. Премногу долго трае овој предмет и одбраната и обвинителството навистина сакаат да го завршат, а во интерес на клиентите. Тоа што нели во завршна фаза, уште завршните спорови да се изведат доказите, нели да се заврши. Што очекувате за вашиот клиент? Многу е неблагодарно да се каже. Јас, гледајќи го доказниот материјал, сега ова ќе звучи, знаете, одбраната нормално си ја тера водата на своја воденица, но она што би го кажал, овој предмет е многу чуден предмет, затоа што обвинителството си дозволува да утврдува како и на кој начин професорите оценувале. Значи, не гледајќи го оној дел на подкупи на она што тврди обвинителството дека го има, но кај дел, особено кај моите клиенти, дека начинот на кој оценувале не бил согласно законот. Прво, обвинителството нема такви познавања, не се професори, нема такви јавни овластувања и навлегуваат во едни многу опасни води. Утре секој да биде обвинет за нешто што не му се допаѓа на обвинителството за организиран криминал. Например, ако не проектира зграда која би му се допаднала, инженерот може да одговара зашто не ја проектирал, ја како адвокат зашто не сум дал одбрана која им се допаѓа на обвинителството и така натаму и така натаму. Така да е ова опасен преседан. Смета дека нема тврсти докази, така може? Апсолутно за моите клиенти зборувам. Апсолутно нема никакви докази, дури ни undercover сведоците едноставно ниту ги посочија, ниту ги познаваат.